Пристигна првата гостинка во студиото 3 на Македонската телевизија. Фокусот го ставаме на образованието и на информацијата која што последна пристигна во врска со уписите во средните училишта, а е охрабрувачка, особено кога станува збор за средното стручно образование. Уписите оваа година дадоа многу поинаква слика од онаа на која што бевме навикнати изминативе години. Гимназиите за кои што вообичаено се бараше место и врски плюс, оваа година падна во сенка за сметка на средното стручно образование, за кој што учениците пројавија многу голем интерес, или преведено во бројки. Од 15.481 запишан ученик, 10.277 се во средно стручно, а 4.603 во гимназиите. Каков ќе биде бенефитот за и од генерациите кои што учат струка? Разговараме со Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија. Добро утро, Наташа, и добре ни дојдовте. Добро утро на сите гледачи на Македонската радиотелевизија. На оваа тема разговараме се чини година и половина, барем во Македонија наутро многу поинтензивно, иако за дуалното образование и многу од подамна. Се чини дека во пракса оваа година навистина го видовме бенефитот од проектот, меѓу другото, кој го реализиравте Учи паметно, работи стручно. Ве изненади ли уписот во средните училишта оваа година? Па, искрено можам да кажам дека не изненади, затоа што веќе се гледаат резултатите на долгогодишниот ангажман на Стопанската комора во афирмацијата и имплементацијата на дуалното образование. Како комора, навистина, многу се вложивме, затоа што еден од главните приоритети беше обезбедување кадар за потребите на стопанството, но и усогласување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Резултатите се видливи. Да, апсолутно. Што мислите, што ги предомисли и учениците, и родителите да одбираат средно стручно? Па, мислам дека најпрво е таа синергија која што постои помеѓу училишната средина и реалното работно место. До сега имавме учење теорија, меѓутоа пракса која што се одвиваше во училиштето. Самите ученици не можеа да го видат она што го учат преку теоријата. Меѓутоа, со воведувањето на дуалното образование и со учењето преку работа, веќе имаат можност да видат таа синергија помеѓу она што се учи во училишната средина и она што се работи на реално работно место. Имае можност таму да ги развиваат стручните вештини, да го пренесат знаењето и да го применат во работната средина и да ги развијат покрај стручните вештини и своите компетенции, но и трансверзалните вештини, како што е тимска работа, посветеност, одговорност и така натаму. Но може да кажам дека и самото тоа што имавме еден нов пристап на дизајнирање на квалификации заедно со образовните институции од една страна и бизнис секторот од друга страна, да изградиме ни нови атрактивни квалификации согласно технолошкиот развој и потребите на современието, беше еден од предизвиците да се вклучат во стручното образование. Дополнително можам да кажам и оние придобивки што ги добиваат стипендиите од страна на Министерството, но и оној надоместок финансиски за ученичкиот труд кој што го добиваат од компаниите. Реалните очекувања од секој млад човек кој што учи струка е по завршувањето на средното стручно образование лесно да се вклопи во пазарот на трудот. И тука се поставува главното прашање: какви опции во моментов имаат младите и имаат ли отворени врати во компаниите во Македонија? За жал може да кажам дека сега сме во фаза кога компаниите на вистина имаат неопходна потреба од стручен кадар и тоа е и можноста да се дизајнираат нови квалификации според потребите, но и веднаш вработување на учениците кои што ги подготвуваат по нивното завршување. Ние имаме такви добри примери како што го направи Евана Аде Македонија, Костал, ОДВ, Маркарт, значи имаме доста примери кои што веднаш по завршувањето учениците кои што сака продолжија да работат во своите компании каде што реализира учење преку работа. Но реална приказна исто така е дека и голем дел од младите со завршено средно стручно набрзо си заминуваат од Македонија и тука е потребна стратегија како да ги задржиме дома. Тоа претпоставувам во голема мера зависи од условите кои што ќе им ги понудиме за работа. Се цели ли доволно занаетот е прашањето кое се поставува во моментов? Да, премногу.
затоа што компаниите веќе се свесни дека им требаат луѓе кои што имаат не секојдневни занаети, а ние тоа како комора веќе работиме како повеќе да го истакнеме преку тие нови квалификации кои што ги правиме со Центарот за стручно образование и со Министерството за образование. Самите компании веќе се реафирмираат во начинот на примената на да кажам учењето преку работа и имплементацијата на дуалното образование, бидејќи создаваат услови каде што учениците ќе можат да ги стекнат потребните специфични вештини, не само оние кои што се општи и стручни вештини, дополнително вложуваат во своите ученици за да можат после веднаш да ги вработаат. Тоа е еден полесен начин како да го обезбедат својот кадар. Значи, веќе оние потребни занимања се препознаваат и се инкорпорираат преку учењето преку работа, со тој план по практична обука, за да можат да ги потикнат нивните вештини и компетенции полесно да ги вработат. Сакам да се задржиме малку на тоа учење преку работа. Средното стручно, односно доброто квалитетно образование е многу важно и за ученикот, но и за општеството како целина. И сега, дуалното образование е особено пак важно меѓу другото за оние кои што учат струка. Колкав е бројот на компании кои што се вклучуваат во целата ова приказна? Расте ли нивниот интерес и каква е соработката со образованието, односно со училиштата? Долго време имавме еден расчекор помеѓу образовниот сектор и помеѓу бизнис секторот. Но веќе како оди времето и како расте потребата на нов кадар, стручен кадар, од една страна и луѓе кои што се испорачуваат од Министерството, но не можеа веднаш да се прилагодат на работните односи или да бидат прифатени од компаниите, настана еден многу интересен социјален диалог, ние го велиме, каде што на една заедничка маса се дискутира од една страна бизнис секторот, од друга страна образовните институции. Бизнис секторот ги кажуваше своите потреби, образовните институции излегоа со тие програмски документи, наставен план, програма, испитна програма или цел тој пакет на образовни програми за изучување на специфичните квалификации. Бројот на компании расте и ние како комора вложувавме многу напор за да прво ја разбиеме свеста дека и тие компаниите треба да учествуваат, односно бизнис секторот, во креирањето на тие програми и дека треба да прокажат проактивност да ги земаат учениците на пракса и таму да ги остручуваат. Ако во далечната, сега кажувам, 2019 не имавме само 11, првично 2017 една компанија, па потоа 11. Минатата учебна година имавме 211, но оваа учебна година која што заврши, бројката беше 500 компании. На новиот оглас кој што беше распишан во март, имаме над 500 компании кои што се вклучија во дуалното образование. И значи многу интересен податок е кој што сакам да го кажам, дека веќе не станува збор за големи компании, како што беше порано. Сега имаме микро, средни и мали компании, од јавниот сектор, од приватниот сектор, значи расте свеста за прием на ученици во стручно образование. И коригирајте ме ако грешам, ова е своевидна борба помеѓу компаниите кои ќе зграби повеќе ученици и потенцијален кадар за работа? Така. Обуката за ментори е исто така многу важен сегмент во целата оваа приказна. Зошто се толку важни и која е нивната задача во приказната? Па, како што наставниците се важни или професорите се важни за наставниот процес во училиштето, менторите се тие кои што се пандан на наставниците во практичната обука. Тоа се лица кои што се искусни, остручени и кои што ги водат учениците низ целиот процес додека се на реално работно место. Главната задача на обуката е изучувањето на целиот тој пристап преку тие 7 модули, а организирањето на обуките ги прави Стопанската комора и нашата заложба е што поголем број на ментори да остручиме за да можат да ги прифаќаат учениците на практична обука. Дополнително, покрај остручувањето на менторите, ние вршиме и верификација на компаниите, затоа што компаниите за да земат ученици на практична обука, односно на учење преку работа, мора да исполнуваат одредени услови. Тоа што го кажав и на почеток, дека треба да бидат подготвени за тоа. Ние ги проверуваме дали тие услови ги исполнуваат согласно квалификацијата за кој што земаат ученици и доколку ги исполнуваат, ние им издаваме како комора решение дека се подготвени за прием на ученици за практична обука. Каков кадар во моментов е најдефицитарен на пазарот на трудот?
Ако гледаме по однос на регионите кои што постојат во нашата земја, во секој регион имаме различна потреба на кадар, затоа што во секој регион имаме компании кои што имаат различна дејност. Меѓутоа, најбарани се враварите, заварувачите, машинските техничари, електричарите, електромонтерите, земјоделските техничари се исто така, графичкиот техничар се доста барани, операторите на CNC машина, затоа што технологијата ни отидна напред, модернизацијата отидна напред и потребен е кадар кој што ќе работи на тие машини, на таа опрема, нели софистицирана во самите работни процеси. Компаниите чиј број се зголемува и е многу добро да потенцираме уште еднаш, за да влезат во целата оваа приказна, прават своји калкулации, колку ќе ме чини мене сето тоа, а каква ќе биде придобивката. Сега, кој е вашиот одговор? Колку чини, кој е трошокот наспроти бенефитот за една компанија да се вклучи во дуалното образование? Тоа можеме да го гледаме од два аспекта. Долгорочно и краткорочно. Ако го гледаме долгорочно, тогаш компаниите се во загуба, затоа што можат да мораат да обезбедат ментор, нели тоа е обука која што треба да ја платат, за да таа 3-дневна обука поминат менторите, верификацијата, подготовката на условите кои што бара дополнителни средства, обезбедување на доместок за самите ученици, дополнително тие мора да извршат обука на учениците за безбедност и здравје при работа, храна, патарина и така натаму. Но ако гледаме долгорочно, тоа значи дека тие веќе го подготуваат кадарот според нивните потреби. Ги запознаваат со нивната организацијска структура, ги развиваат нивните покрај стручни, ги развиваат и нивните практични, но и оние трансверзални вештини за да бидат посветени утре кога ќе се вработаат во самата компанија. Дополнително, веќе можат да ги планираат своите идни вложувања, затоа што знаат дека имаат кадар кој што ќе знае да работи на тие машини и не треба да вложуваат дополнителни средства да ги остручуваат за преквалификација и доквалификација. Значи, на долгорочен план, компаниите навистина имаат бенефит, бидејќи може да си ги планираат своите предвидувања. И кога ќе се спомене средно стручно, најчесто перцепцијата е дека образовниот процес завршува тука, со завршувањето на средното образование, но секако треба да споменеме дека академската наобразба е возможна, е посакувана и дека меѓу другото отвара многу врати на младите понатаму. Токму така. Значи, ако зборуваме дека вештините се двигател на општествениот и економскиот развој во нашата држава и воопшто, тогаш со завршувањето на стручното образование или дуалното образование имаат учениците две можности. Веднаш да завршат на пазарот на трудот, доколку сакаат да останат во компанијата или во некоја друга компанија, но и да продолжат да имаат академска наобразба, односно на високообразовните институции. Но стручноста која што е стекнале низ тој образовен процес и низ работниот процес на реално работно место преку учењето, преку работа, значи никој не може да им го одземе. Тоа е само на дополнување на она што ќе го учат на високообразовните институции. Затоа кој ќе биде генерално бенефитот од зголемениот број на млади кои што се запишаа за средно стручно, ќе видиме и во годинава која што престои, но и понатаму, но генерално сите кои што се запишуваат ученици во средно стручно бараат само еден одговор: дали стручното образование нуди сигурност во смисла на сигурни плати, во смисла на сигурна иднина и екзистенција. Кој е вашиот одговор? Компаниите разбраа дека мора да вложуваат во својот кадар, се ретрансформираа во однос на тоа, она што беше како, да кажам, размислување, можам да најдам кога сакам кадар. Сега веќе знаат дека морат да вложат во кадарот и да после тоа, нели, го вработаат тој кадар. Веќе платите се зголемуваат во компаниите, условите во кои што работаат се повеќе се подобруваат, што значи дека навистина им се нуди сигурност на младите доколку се запишат во стручно образование. И најмногу како комора не радува тоа што расте бројот на компаниите, но и се сруши онаа стигма која што постоеше дека во стручното образование се запишуваат само послаби ученици. Ова е доказ дека
Значи, секој кој што има можности, кој што сака да продолжи со работа, кој што сака да ги развива своите стручни вештини, може да се запише во стручно образование. Благодарам, Наташа, за гостувањето во Македонија наутро. Искрено не верував дека по толку разговори вака брзо ќе ја слушнеме ова убава вест, што особено ме радува, дека и младите почнаа поинаку да размислуваат за својата иднина и да ги земат работите во своји раце. Благодарам на поканата.